Здраво уште еднаш на сите. Потрепат здрава на сите. Мало ви што станавте после овој двочасовен филм на дискусија. Значи, прво ја најавив нашата гостинка, да гледам дека има некои луѓе што влеме после проекцијата. Сега ќе кажам за тие што не ја знаат, ова до мене е Ирена Цветковиќ, магистрантка по родови студии, активистка и дел од коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници. Ирена Цветковиќ не повтор пат гостинка, првиот пат дискутираше за сексуалната работа, сега ќе дискутира за порнографијата, и тоа баш за порнографијата, а јас ќе застапам некој став против порнографијата. Процедурално само ќе кажам дека ставовите искажани на оваа дебата нужно и инхерентно не ги рефлектират и приватните ставови на говорниците. Тоа е прво. Второ, ќе започнам со само да кажам дека ќе имам два ставови, од кои што јас ќе имам излагање од 5-10 минути, Ирена ќе направи истото, но потоа ќе може да се вклучите, да ги нападнете нашите ставови или нешто да кажете вие што сакате, не е проблем. Јас ќе почнам со етимолошка анализа на зборот порнографија. Тој доаѓа од грчкиот збор порне и графеин, што значи порне, проститутка или проституција, а графеин значи нешто да се пиши или да се илустрира. Ако направиме целосна анализа на зборот, тоа значи гледање или пишување на проститутката или проституцијата. Значи да гледаме или да илустрираме нешто кога проститутката прави, а проститутката знае што прави. Тоа е етимолошкото значење на зборот проституција. Сметам дека проституцијата е една од еден поводен проблем. Во 1944 година двајца големи мислители на Франкфуртската школа представници Теодор Адорно и Макс Хорkheimer напишале книга која се вика Диалектика на просветлувањето. И во неа една од главните грижи на двата овие мислители беше тоа што кажа дека се плаше од фузијата помеѓу културната индустрија и безумната забава. Кога тоа ќе се случи, тие предупреди, а тоа сега се случи, ќе имаме забава која нема да не тера на мислење и ќе ни изнудува насмевки кои ќе ги реафирмираат вредностите во постоечкото општество. А ако ја сватиме уметноста како трансценденција, тогаш ова нема тоа, тогаш ова фузија тоа нема да го прави, туку само ќе ги репродуцира вредностите во општеството. Зошто ова го кажувам и каква врска има тоа со порнографијата? Има секаква врска, затоа што порнографијата денес е дел од таа мас култура. Инхерентна, не може да се оддели. Како може тоа да го видиме многу лесно? Голем дел од денес од порно актерките прават трансфер во холивудските филмови или холивудските актери се појавуваат во порно филмови. Исто така, не знам дали знаете, веќе 2-3 години поред, порно индустријата и гейминг индустријата, се на исто профитабилно ниво со холивудските филмови. Значи веќе порно индустријата и порно бизнисот се влезени во таа цела масовна култура. Јас имам два главни проблеми со порнографијата. Првата е експлоатација, втората е објектификација на жената. И на мажот се разбира, но ќе зборувам од страна на тоа што податоците го кажуваат, а тоа дека 90-85% се главно жени во порно индустријата. Дехуманизацијата во светот не е само некоја теоретска мастурбација. Дехуманизацијата се случува, тука се случува на секаде. Најчесто му се случува на луѓе кои се маргинализирани, а голем дел од маргинализираните луѓе се жени. Жените се дискриминирани по политички, културен, социјален, економски фактори, стандард, на секаде. Објектификацијата на жената, кога е вака маргинализирана, е нужна. Тоа се случува. Но објектификацијата во порно индустријата е специфичен вид на објектификација. Јас тоа го нарекувам како мета машина. Мета не како метафизика, туку мета како нишанење, како цел. А зошто машина? Да замислиме еден банкомат.
Да банкоматот има копчиња, ние притискаме пинот, ставаме картичката, потоа пишуваме сума што ја сакаме, излегуваат парите, земеме картичката, тоа е тоа. Ние кога гледаме порно, ни шалиме делови од телото на жената, кои ние треба да ги притиснеме како на банкомат, тоест треба да ги пенетрираме или малце стимулираме, за да после ние ја реализираме нашата машкост. Тоа е се во ред, ако тоа застани само во екранот, дури го правиме тој процес на гледање на порното, дали да е на лаптоп, на компјутер, на што и да е. Но тоа е невозможно да се одели од нашиот карактер, ние ако веќе зачестиме, ако често гледаме порнографија. Тоа веќе подсвесно влегува во нашиот карактер. И веќе ние кога ќе имаме реална врска во нашиот живот, ние веќе подсвесно си имаме направено матрица како треба да пристапиме кон тој интимен чин. Значи, како треба да ги притиснеме дugmiњата, на кое тело, колку време, што реакција треба да изнудиме, за ние да сметаме дека тој чин сме го реализирале. Овде се случуваат неколку работи. Веќе ние не гледаме жената како во целост, тука гледаме делови од нејзината особа. Во такви моменти, веќе женското не ни може да дојде на ред да си ги каже своите желби, своите фантазии. Затоа што ние веќе имаме редица на работи што треба ние да ги направиме. Ова е студија, значи ова не се мои зборови, последната е мега студија, се направи во 2012 година, во кој што во Американскиот коледж се испитани само студенти. И се направи, и резултатот беше дека има негативна корелација на мажите кои гледаат порно и врската и деградација на врската што овие студентки ја имале. Можам сега да ви ја цитирам, но ете ќе ја пуштам на настанот, на Facebook настанот, да видите дека тоа е така. Втората работа, што мене ми е интересна е порнографијата е вештачка работа. Зошто сметам дека е вештачка, сега ќе кажам? Затоа што нема емоции во порнографијата. Што викаме дека е порнофилм, но не му се дозволува на порноактерите, актерките да глумат. Тие да сакат нешто да дадат свој инпут во порнофилмот, те не може тоа да го направат. Заради тоа што не е замислен порно светот така, а и продуцентите на филмот ќе почнат економски да имаат загуби. Затоа што се знаат стандардите како треба да се на порно актерите, како треба да е стандардот на општо на порнофилм. Сценографијата или сценариото е комично до ниво на абсурд и сексот прикажан таму е едно потемкиново село кое крие пантомима на секс во порнографијата. И порнографијата веќе не е за порнографијата не станува збор, не е предмет во порнографијата сексот, туку веќе е мастурбацијата, затоа што во порнографијата нас не ни се нуди некој приказ на секс, туку само порнографијата треба нас да не стимулира, за ние да се олесниме преку некој друг медиум. Тоа е на крајот што мислам дека е порнографија. Медиум за мастурбирање. Значи, мастурбирање со самиот себе преку некој друг. Како ви да е тој медиум, може да е литература, може да е слика, може да е видео. Исто интересно, и ова е веќе потврдено од овој некој хуманистички аспект, порноактерките се најранливата група која ќе ја земиме во поглед, која ќе ги земиме во поглед полово преносливите инфекции. Значи има некој стандард кој се мери на 100 работнички, на 100 порноактерки, колку од нив имаат гонореја, колку од нив имаат сифилис и слични болести. Порноактерките се најзаразени, најподложни на такви болести од сите други групи. Стриптизети, значи ова е стандардно што го зборувам во Калифорнија. Значи таму се продуцира и се генерира најголем дел од порно. Исто така таму е зачестен обидот меѓу овие порно актери и актерки, обидот за суицид, за самоубиство. Таму имаме сексуално малтретирање, таму имаме слување, таму имаме злоупотреба на дрога и на алкохол.
Значи, целата индустрија нуди и генерира многу негативни аспекти. Може да прашате, може да кажете како контраргумент, па што бара таму, никој не ги натера да се таму, но никогаш не може да се гледа индивидуалниот избор според мене, заради тоа што изборот е склоп на околностите во кои сме растени. Не е само избор даден на нас, туку треба да се види околностите во кои е растена таа индивидуа во живот. Затоа што ако кажеме утре, ако слушнеме вест утре за некоја текстилна работничка во Штип дека починала од прекувремена работа, ние не може да осудиме неа па и да кажеме па никој не ја натера да оди таму. Ве молам малку за потивко таму. Ние не може да кажеме никој не ја натера неа да оди да работи 15 сати. Таа може би била сиромашна, може имала фамилија за растење, ред други работи. Се плашала да изгуби работата. Ние никогаш не може да го судиме, да го судиме само тој избор и да се застанеме на тој избор. Така што, иако тоа се случува, според мене, не мора да значи дека тоа е добро и дека треба да го поддржиме. Повели, Иле. Некако оваа тема порано многу повеќе ме инкупираше, многу данас не сум се бавила со ова прашање, иако мислам дека е може подобро да следиме на овој начин дискусијата. Веројатно сум теоретски помоцне откувана во моментов, ама она што го имам, што гледам дека најчесто им фали на оние кои што ја критикуваат порнографијата, сексуалната работа, генерално, е искуство во работа со овие жени. Порноактерки? Порноактерки, сексуални работнички и така натаму. Всушност, некако и на самите почетоци, кога јас сум била помлада, го држав истиот став. Ме интересираше феминизмот како идеологија, читав доста. Во некој период од мојот живот сум била и јас фасцинирана и од творкини, и од Мекин. Сум сметала дека порнографијата сира жената, дека тоа не е место каде што тоа не е место за жени, тоа не е индустрија во која што жените треба да бидат. Ама со тек на време, кога почнав да работам со маргинализирани заедници, кога почнав да си ги преиспитувам своите ставови. Многу интересно е дека најчесто овие ставови најчесто ставовите на овие феминистки кои што се просекс феминистки произлегуваат од истражувања директно со жените кои што се вклучени во оваа индустрија, со жени кои што се бават со сексуална работа, нудат сексуални услуги на различен начин или се во порнографија. Еве, да не зборуваме толку овако, можеме да зборуваме за примери од Македонија. Во Македонија многу често се соочувам со прашањето, добро кога, бидејќи постојат организации кои што нудат сервиси на сексуални работнички, зошто не им понудите да научат некоја друга работа да се бават, па така да ги спасите. Она што е не дека имало такви повиди, меѓутоа не е тоа да се нуди работа зошто, туку некаква квалификација која што самите жени можеле да изберат. Ниједна од нив не сакала да избере друга професија. Она што го земале како доквалификација се курсеви кои што им помогнат да бидат подобри и поуспешни во својата работа, како курсеви по англиски јазик, шминка, за шминкање на фризури и слично. Тој тип на курсеви, тој тип на вештини кои што ќе помогнат во нивната работа. И од тука, да почнем некако да ги кажам, да ги сублимираме моите тези, е исклучително проблематично кога од која да е позиција, ние ќе кажеме дека одредена индустрија или одреден тип на сексуална практика или уживање за жените е деградирачко или недоволно достоинствено, недостоинствено. Мислам дека тука запаѓаме, и јас сум запаѓала во истата
стапица, да одеднаш станеме ние сојузници на патриархатот и повторно да ги учиме жените што е добро, а што е лошо. Има еден факт, а тоа е дека и мажите и жените живеат. Има уште нешто што исто стои како факт. Жените се оние кои што треба да се чувствуваат виновни заради тоа. Не мислам дека е проблемот исклучиво во порнографијата. Дали е тоа проблем на условите за работа во порнографијата? Да. Но исто сметам дека овие проблеми, фер услови за работа, постојат и во други индустрии, но порнографијата е таа која што постојано е проблематизирана од овој аспект. Холивуд или ево го спомна мејнстрим филмската индустрија, исто така е проблематична за жени. Тие се многу повеќе од мажите присилени, натерани, односно нивниот бизнис зависи од тоа, да одат под нож на операции, постојани, не знам, вежбања, да изгледаат совршено, никогаш да не остарат, кога ќе остарат, губат можност да губат и така натаму. Ама не, секогаш не е порнографија. Бенефициран стаж. Да. И во таа смисла, мислам дека има една морализаторска нота кога викаме дека порнографијата е лоша за жените. Она што беше клучен аргумент на Дворкин е токму тоа, дека порнографијата е деградирачки за жените. Тоа било и мој став. Се додека еден ден не се запрашав, кога па јас станав толку доволно добра, или кога јас станав некоја што знае се, за да им објаснам на другите што е деградирачко, а што не е. Во сексот, секој од нас, веројатно, има или во своето сексуално уживање различна перцепција за тоа што е деградирачко за него, а што не е. И во таа смисла, мислам дека се што се однесува на женската сексуалност, многу често е ставена по предизвик да се докажува, објаснува, оправдува наспроти мажката. Истото е наречено и со, не знам, абортус. Тоа е единствената медицинска интервенција која што мора да се регулира со закон. Не постои ни една друга медицинска интервенција која што е регулирана со закон. И во таа смисла, сметам дека е ужасно тешко да им кажеме на жените што е деградирачко за нив. Што се однесува до аргументот за објектификација. Мислам дека и тука пак паѓаме во онаа класична патриархална стапица, а тоа е дуализмот помеѓу умот и телото. Или душата и телото. Зошто е, мислам, една жена е и телесно и духовно суштество. Зошто е објектификација ако ме сведете на тело, а не е објектификација ако мене ме сведете на ум? Знаеш, постојат многу жени кои што во јавноста се сведени на ум. И никој не го проблематизира тоа. Зошто ја сведовте, не знам, Меркел на мозок, а не на тело? Или на гради, или на... Свесна сум за порнографијата. Мислам дека тука паѓа во вода објектификација. Абе, на политика по-арно порно да гледат. Не дека, иако викам дека голем дел од порното е направено за машкиот поглед, да го задоволи машкиот поглед. Меѓутоа, тоа е проблем на индустријата. Тоа е нешто кое што се менува. И јас сметам дека порнографијата итекако има потенцијал да биде ослободувачка и еманципаторски да делува кај жените. И тоа особено во смисла на сексуалност. Жените денес, многу повеќе од порано, се публика на порнофилмот. Имаме поместување и во однос на индустријата. Се појавува феминистичко порно, кое што апсолутно ги преиспитува сите, ајде да речеме, критички или, не знам, можеби спорни точки на мејнстрим порнографијата. Да, стои фактот дека феминистичкото порно е многу помалку застапено од мејнстрим порното. Кога зборам за феминистичко порно,
Не само што тоа што го гледате е многу поразлично од колку мејнстрим порнофилмовите, туку и самите услови за работа се многу поразлични. Значи, во смисла на и режисерот и продуцентот се договараат заедно со актерките, ако има актери секако, за условите за работа, тие диктираат темпо, тие диктираат кој ќе биде. Мислам, повеќе е тимска работа отколку нели отколку она што го кажуваше ти. Сега, јас мислам дека тука и така има потенцијал, како и секоја индустрија е експлоатирачки настроена кон оние кои што се внатре. Дали треба да се гледа аспект на класа и раса? Да, свесна сум дека голем дел од порнофилмиците се, значи не спаѓаат на, не знам, бела, високо образована средна класа, ама исто така, ќе ти кажам, ќе ти набрам уште илјадници такви индустрии. Текстилната е, нели, јас помнам, една од тие. Кога прво ќе се фатите за порнографијата, вие влегувате во стапицата на морализирање. И од прилика тоа се моите причини зошто не сум против порнографија, напротив, сметам дека порнографијата е една индустрија во која што жените можат и требаат да се променат. Некои коментари околу нашите излагања, нешто или кој сака нешто да спомни, некој друг поглед, нешто што сме пропуштили да кажеме. Вие што спомнавте преди дека имало некои самоубиства или употреба на дрога или хемиски или начини, тоа се индивидуално, некои луѓе се осекат така и попаѓаат по некои, да речам, или депресија или било како, и почнува се ова е факт, извинете што ќе ве прекинам, ова што го зборуваме факт, ова е генерална норма во снимањето на порно филмовите. Може и тоа се случува и во Холивуд, како што рече Гена, но кога се снима генерално порнофилм, голем дел од луѓето, голем дел од вклучените внатре се под некој субстанци. Поред тоа, ама тоа е индивидуално до зависи до личноста на човекот, ако посегне по својот живот или лично или било други работи, истото може да го напрати глумци, да речем, на обични нормални филмови или било како било. Тоа е зависи до човек. Мога значи дека тие се некоја класа на луѓе што по-често ги употребуваат. Токму тоа ми беше мојата поинта, дека во индустријата многу по-често се случува тоа. Значи тоа не е некоја перспектива, туку тоа е како објективен факт емпирија. Чаре за тоа. Јас мислам да чаре за тоа покажува карактерот на индустријата. Според мен, тоа го покажува. Јас мислам индивидуално до личноста зависи. Индивидуално до личноста е исклучок, а генерално правило ова што го зборувам јас. А да, ама исто знаеш, например, кога кажеш дека и во маркетинг индустријата луѓето многу повеќе лажат од другите. Мислам, како кажам, окей. Во текстилната индустрија 95% од работниците се жени, па 85% од нив се на диазепам, па не е ништо страшно, мислам. Никој не го разгледува. Значи, ние земаме, значи ти викаш, пробувам да сватам логика. Ова е лошо, ама видите има и други работи. ВМРО кради, ама и се да се наградеш. Не е таа логиката? Логиката е дека ако не е крива самата индустрија. Значи, ако самата идеја за порнографијата, она што го кажа, ако ние доживуваме, ако ние имаме некакво уживање кога гледаме, да гледаме сексуален чин, зашто е тоа проблематично? Проблематични се условите на работа. Тие услови на работа диктираат веројатно поголема употреба на други, самоубиства и слично. Така што, она за што јас би се застапувала е промена на тие услови на работа, давање на пофер услови на работа. Она што го кажа за болестите. Пак ќе кажам, насилство врз жени, жените доживуваат насилство најмногу во својот дом. Од сите места, мислам, не знам, улици, паркови, катни гаражи, не знам што, дома жените доживуваат најмногу насилство во својот
Добро. Жените се најчесто силувани од своите партнери или брачни другари, па никој не застапува да го кине братот. Кажи, по таа смисла, затоа викам дека тоа се проблеми на патриаркатот, а не на конкретни индустрии. Да, порнографијата диктира начин на разбирање на сексуалност, иако не би се согласила, мислам дека баш обратно е докажано дека најчесто сексуалните преференции во порнофилмовите ретко се практикуваат во реалниот живот. Но ако значи тоа креира вредности и ставови, ама во исто време порнографијата е огледало на нашата култура и ги исполнува нашите очекувања. И затоа веројатно мејнстрим порното многу повеќе машко. Толку и тоа ми беше мене поета да го спомнав Добри Коркај. Тие веќе во 40 и некоја година предвиделе дека културната индустрија ќе нуди продукт со идеи и вредности, кои што нема ништо за тоа да служат туку како инструмент за нашите реакции. Тоа сметам дека порнографијата го прави, го рутинизира и го унифицира погледот на сексуалноста. Имаш се вие? Темата е порнографија и огромно е стигматизирана како нешто негативно. Меѓутоа, ништо само од моја страна незина не. Да, точно. Добро. Меѓутоа, ништо само по себе не е ни позитивно ни негативно. Ние му даваме со нашиот ум, со нашата стандардизација, критерија, со социјалниот статус, нешто да е добро или лошо. Тоа ништо само по себе. Значи зборот се е субјективно. Да. И што се случува? Воглавно е стигматизирана како негативна, како ваква, како така. Меѓутоа се менуваат условите и се менуваат и прифаќањата на темата дали е добре или лошо. Еве еден жив пример. Времето на Штраус и валцерите, кога се свираа неговите валцери, се свираа во последните прчварници, во последните кафани, по стандард човеа во Виена. А сега Европската унија почнува новата година со Штраусовите валцери. Значи ви предвидувате светла и дина на подобро. Не, што да се предвидувам? Времењата се менуваат, условите се менуваат и што се менуваат условите, се менуваат и критериумите. Воглавно сега е стигматизирано, лошо. Сегашните порно звезди работат по многу подобри услови него што работеле тие пред 10, 20, 30 години. Имате емпирија да го докажете тоа или тоа е ваша сугестија? Не, тоа што читам, што гледам, подобри се условите, студијата се подобро премени, камерманите и сите тие услови се подобри и подобро се платени. И сега например една жена која со да речам коефициент на интелигенција си вели во порно индустријата за толку сати заработам толку пари, отколку додам да работам во текстилната индустрија за толку време и толку пари да работам. Океј, фала ви. Ели? Да, ако чуам. Океј, прво имаше... Ајчо? Само погласно. Во однос на зависностите преска што спомна, да речеме дека фотографијата е како таква е склона на повеќе тие зависности, да. Процентуално земено скоро сите артистички професии се склони во некој одреден процент поголем од нормалната за било кој други, кон сите тие зависности што ги спомнав. Мислам, пола Холивуд, истиот паралелен Холивуд на порнографијата е зависен од сите тие работи, само на едно малце повисоко ниво, да речем. По однос на зависностите, значи не би го ставал тоа на прво место, мада има ефект од она што смо гледали јас како документарци за, не знам, за почетоците, не знам, 80-90 на целата индустрија. За разлика од денес, јас мислам дека се, не знам, и тоа сум гледал некои документарци кај што си има пандан на доделување на Оскари, има доделување на, не знам, глумици во тој основ. Значи, си почнуваат некоја стандардизација и професионализација на сето тоа, на таа професија. Да мислам дека ако ништо чудно да имаат и синдикати истите тие, и дека, не знам, имаше баш гледам документарец цел кај што како работи на продукцијска куќа на таква на таков настан. Значи кај што си имаат ангажирано, не знам, и медицински лица за проверка и редовни проверки, не знам што. Значи цела една низа на процедури кои што треба да помине за да
најпрофесионално се извршат работата. Сакам да кажам дека и тоа може да се менува во некој аспект што господинот што кажа. Интересно кога ги спомнате болниците, порноиндустријата има специјални болници. Значи, порноактерките, посебно тие што се најеминентни, не ги пуштат во било какви болници, туку самата индустрија има специјални болници само за да ги лечи нив, за да не се оделат и да не бегат од трлото. Таму има специјални доктори кои што ги чуваат, кои што му дават, препишуваат медикаменти и слично, само да се задржат во тој обсек. Значи, привилегирани се. Не баш ми беше обратно. Поета, таму може и така да се ствари. Може и добре. Повеќе. Јас би се задржала на тие сублиминални дораки, кои што било се секој порнографски филм. Гледаме денес дека целата порнографска индустрија е сведена на перфекционизам. Значи се појавуваат перфектно обликовани тела на порно актерки со силиконски гради. Подсвесно сето тоа влегува во подсвеста на мажот, а и на жената. Се повеќе по улици ни се шетаат цеци, каделуши или девојки со аутфит слични на порни актерки, сличен на порно актерки со хидрести дизајни и така натаму. Се повеќе гледаме реклами на жени кои што заведуваат. Не мора да биде порнофилми, секојдневните реклами на жени кои што заведуваат, кои би ве запрашала кај е разликата меѓу порноиндустријата, меѓу манекенството, ангелите на Викторијас Секрет, меѓу обичните реклами на жени кои заведуваат. Жената денес е изложена на терор. Гледаме реклами, дело на жена, која што е среќна, успешна, после одите на Дукана, гледаме жена која што го заведува мажот и која што е облечена супер. После тоа одиме жена мајка, жена со извинение прва во кревет. На сите ти работи треба да ги исполни жената и да биде перфектна. Мислам дека порнографијата е тело за тоа што се симплифицира, се банализира љубовта. И кај е границата меѓу порнографијата, обичната реклама, ангелите на Викторијас Секрет, манекенството, мислам дека тука нема некоја резка граница. Да, мислам дека е одлична поента, само што го докажува спротивното што го кажавте на крај. Точно. Сликата за жената се креира низ илјадници медиуми во особено во културата или во местни култура. И во таа смисла, веројатно порнографијата е последната инстанција на која што ќе ја барате вината, затоа што овие другиве, не знам, реклами, списанија, филмови се многу подостапни за секого и има поголема публика отколку порнографијата, затоа што ги имаме насекаде. Не е во скриен фолдер на лаптопот, туку насекаде, во билборди, во весници и така натаму. Ако порнографијата е терор затоа што исклучува љубовта, мислам дека порнографијата нема намера и не треба да има намера да ја, не знам, возобновува, гради или што и да е со љубовта. Тоа е уживање. И ако ние гледаме, јас гледам порнофилмови за да уживам, тоа е единствената причина. Јас не одам да гледам порнофилм за да научам како да се облекувам, како да се шминкам и така натаму. Идејата зошто постои порнографијата е да, уживање, задоволство, па макар и конечен оргазм. И во таа смисла не треба да барате ништо повеќе од неа, но исто така не треба ни да се срамиме зошто сакаме да уживаме. Сите работи, најчесто работите кои што обичниот човек му донесуваат уживање, се пак ќе кажам, повторно се или доведени под прашање или регулирани со закон. Еве, најново е, имаме токава дебата околу медицинската марихуана. Пази, може да користите улје од канабис ако сте болни, увирате, ама не може да си приуштите задоволство, уживање, да испушите еден живот. Тогаш ќе бидете кривично говни. Да.
истраживање. Женското тело е подложено на промени. Ние жените сме много подложени на промени. Јас можам да се здебелам 5 кг, не знам да остане. Ние сме подложени на целулит. Ние сме на атак, едноставно на атак, затоа што мажот пред се реагира визуелно. Ние сме ставени на атак. Може малку се смешам во дискусијата да ви кажам нешто контра. Само да довршим. Добро. Окей. Јас мислам дека таму се презентира во порнографските филмови идеални тело на жена. Денес идеалното тело на жена е ставено на пиедестал и жената се визуализира на некој начин. Видете, Хајди Клум се пореѓа по 2 дена излегува на редето. Не е нормално, не е злобно. Значи, цела таа индустрија врши терор и поглед. Ама Хајди Клум е манекенка, не порно глумица, тоа сакам да кажам. Многу поголема вина за ова има модната индустрија отколку порнографската индустрија. Тоа е само... Јас мислам дека има манекенки порно глумици. Има се како. Не е релевантно тоа случај. Што мислам дека Саша да поставиш нешто? Вака, значи правевме муавет, каже господјат, извинете ја ознамето, значи каже теме цело време збораме, се свидва на тоа дека нешто со порнографијата, жените се злоупотребени, дека одиме многу далеко, значи одиме во Холивуд, ние треба тука правиме во Македонија да видиме што се случи како се случи. Јас сега ќе кажам пример, одете на болница, правим да видите како се облечени докторките. Можете да видите еден крај неправилности. Втора работа, ќе ви кажам, тоа многу време бев професор. Правен од дома учениците идат, тоа не ви треба порнофилм, имате порнофилм на врата. Кој иде? Чекај, кој? Учињата или момчињата? Сега машки да се постреди од женските, бе, правим многу за тоа. Не, ама кој иде како порнофилм облечен? Ви кажувам дека правен... момчињата. Ви кажувам дека правен чупињата не одбират како се облекват. Дали се облекват кај другарките или излегват од дома по еден родители да не му претерал. Значи првен има многу од старт, од излегвање од куќа, многу жени провоцираат. Јас не се согласувам дека жените се дека се потребвани, дека се изманипулирани со некои работи. Значи, ви кажам, во здравство, во образование, во еден институции, првен недолично можете сето да го видите, секој е сабај. Сакам да кажам дека проституцијата, порнофилмовите во споредба со тоа се ништо. Секојдневно што можете да го видите по крилица. Сега да излеземе и ќе видите 13 годишно чупе по мини и цели голово градина. Кој ли со ке Саша да реплицира? Вака, сега тоа провоцирањето, мислам дека и заведувањето на жената не можете да го земете тоа право, па тоа е и смут на жената да заведува. Како прво во спарта скоро голи шетале жените заради тоа што мажите кои оделе во војна, долго време оделе во војна, кои ќе се врателе, сакале на најубав и најголем начин да ги привлечат. Така што тие експлицитно дори голи шетале дури во антички период. Има многу и не само тогаш, преисторија, па натаму, че жените шетале многу поголи отколку што сега шеталат. Друга е она експлицитна, баш сега тоа има разлика меѓу провоцирање некакво и има провоцирање сега па ептен вулгарно сега. Не знам како ќе го делиме тоа, како би требало да го делиме, ама јас не мислам дека провоцирањето или заведувањето на жена треба да се стигматизира. А сега зборуваме за, ги спомнавме рекламите тука нешто, спомнувавме и таблоиди и сето тоа, дека жената е представена вака или онака. Да, жената е представена и на вистина некој што представува некој објект. Ама сексуалниот чин не е представен на секаде. Например, ако ги земеме керамиката во антиката, сексуалниот чин бил домашни производи. Сакам да кажам, на чиниите за дома си пиеле луѓето со нацртани сексуални чинови на керамиката. Исто имале слики, имале фрески со представување на фреските, Помпеја најдени се фрески со представување на сексуални чинови. Ништо страшно. Моментално проблемот е баш што го рече се сведено на мастурбација.
се сведува во смисла на тоа се седам дома скриен и гледам порнографија и не знам што е перверзно и што не е перверзно. Заради тоа што се има. И сега, ако има се, не знам што да гледам од тоа, а второ, како што спомна гостинката, дека сето тоа што го има на порничите, не го гледаш, ама не го правиш ти со партнерот или, не знам, со некој друг. Значи, зашто го гледаш како право? Го гледаш сам или сама. Второ, не го правиш истото, ниту го бараш од партнерот истото. Трето, се срамиш да го кажеш тоа и никаде сексуалниот чин не е објавен. Значи, табуизиране, демонизиране од времето на христијанството. Значи, кога почна католичката црква, значи на младите деца ги било забранувано, значи да имаат влажни соништа, им ставали крстови на половите органи. Значи, до толку е демонизирана сексуалниот чин и дури мастурбацијата. Но јас не мислам дека порнографијата треба да се оправда. Како најправо е најпрофитабилните индустрии. Второ, зошто е направена телевизорот и си гледам сам дома. Чи тоа е ова или не телевизорот, не знам, компјутер, лаптоп, гледам сам дома. Ако е толку нормално, зашто не си гледаме сите заедно? Мислам, како што правеле старите грци, ако не е ако немаме проблем со тоа, ако не е перверзија тоа некако, мислам, мало чудно е прашањето, сега не знам дали треба да сум ептен против или треба да сум ептен за, ама треба да се... Имаше пред 20 години во Скопје имаше специализирано порно-кино. Напред да се видиш. Специализирано, него највеќе дава. Најмногу дава. Океј, Никола имаше реплика. Само потипко да се слушам. Значи свег имаше, добро, док ја свативме поентата. Никола? Имам 3 реплики до сите претходни. Прво на господјата, значи пред се работи за вкусови, на естетиката ги третира тие работи, дали некоја ќе иде облечена како Јелена Карлеуша и дали некој ќе носи златен крст на вратот или не. Само тој што носи златен крст на вратот не кажуваме дека е како некој актер од порноиндустријата, пошто мејнстрим порноиндустријата и тие носат крстови на вратот, ама никој не рекол, ова е како некој од порничи искочен. А за некоја што девојка што е облечена, што делува, што може да ни биде лика и прилика на некоја порноактерка што сме ја гледали или самиот став да е таков, па за неа можеме слободно да кажеме ова е облечена како курвишто од порноиндустријата. Меѓутоа за некој идиот што шета така облечен не го има истиот контекст. Во однос на тоа дека девојчињата иделе вулгарно облечени, мислам дека како воспитувач и наставник, и ако сте биле професор, е срамота за сопствените ученици да кажете дека вулгарно доаѓаат облечени. Требало да свикате родителски составок и да дискутирате со родителите. Вие во Македонија живеете? Зошто се облекуваат така? Второстепено кажавте дека момчињата одат поприбрано. Има цела мејнстрим култура како да се облекуваат девојчињата, како да се облекуваат момчињата. Самите школи ја продуцираат таа со униформите за девојчиња, со униформите за момчиња. Денеска во Скандинавија имаме неутрално родови униформи кои што треба да ги носат сите, ако веќе ги носат, а ако не носат можат да се облекуваат. Има правила на облекување. Дали вие секогаш идевте во костум со кравата на работа? Претпоставувам дека не. Се извинувам, мислам дека ниту еден наставник, дури ретко некој од постарата генерација што биле обучувани така да идат на работа, не оделе цело време во костум. Инаку правило за облекување на наставник во работа е во костум, не е Тексас фармерки, Тексас јакна и ранец, не се актовка има, за тоа постои. И уште една работа, не знам ако не разбрав како тоа сите би ја гледале заедно порнографијата и зошто ако ја гледаме самите дома, тогаш зошто самите дома би ја гледале. Па и книга кога читаме, дали е еротска или не, ја читаме дома сами или во библиотека. Ако постои услови да се гледа порно индустрија тука, може би ќе беше уште поиќе салава полна ќе ја гледаја заедно. Само технички книга не. Дали заедно ќе уживаат во гледањето на порно индустријата, зависи сие што се дали ќе имаат меѓу себе договор заедно да уживаат гледајќи порники или не. Добре, сега сексуален чин е најчесто затворен дома, мислам. Тоа што не имаме секс надвор на улици не препреверзија. Секунда. И само да докажам, мислам дека денеска, барем според мене, нема перверзност. Се она што може доволно да те запали за ти да доживееш оргазам е окей за тебе. Нема перверзија. Педофилијата? Мога? Педофилијата, порничите се педофили.
Тоа не зборувам за нешто што е каснело со закон. Тоа Да, е забрането да се појави во не дека го нема. Какви вебсајти Да. се помали глумици, Значи не е важно колку години имат, наши важно е да се поместува. дали се легални или не не. се тите беше срамота да се прикажат женски полови органи, денесно го работи не се срамота. Па не, обратно би рекла, мислам дека денеска многу повеќе се срамота отколку во 80-те. Еден аргумент што веќе нема. Секунда, Драган имаше прво рака. Повели на Ај прво реплика за гледање домашно порно заедно. Интимно прилика, пошто гледаме порно со една цел на крај да мастурбираш и да имаш оргазм. Ако седнеме со татко ми, со мајка ми, со сестра ми да гледаме порно заедно, чудно ќе биде малце да мастурбираме заедно. Не добро, може да не е било чудно. Контекстот е малку различен во тоа што ви го објаснувам. За разлика од тоа што сексуалниот чин во поранешно време бил сваќан на многу по-лабав начин, моментално има многу повеќе застапеност сексуалната индустрија, значи многу повеќе луѓе сме, 8 милиарди луѓе сме, значи стигнува до секој на секаков начин. Ама срамот е поголемо. Ама срамот и стравот и табуизирањето е поголемо отколку во антиката. Тоа ми беше проблемот. Не, добро се свързано. Тоа е моментот. Значи, ако порано луѓето се зборувале еве на симпозиуми, на не знам што, на гозби, се зборувале нормално за сексуалните искуства, љубовта или не знам што, се пиеле до чаши со такви керамички работи, моментално ние не го зборуваме, гледате колку малку луѓе зборуваат за во врска со нешто такво. Значи тоа е моментот. Јас не велев дека треба да се опуштат луѓето или да не знам дека е интимен чин, но колку е моментот кај е моментот, значи не беше моментот за сите заедно да гледаме подома или не знам што, туку друго беше контекстот. Така го свативте, тоа е. Добро, јас се зафркавам. Да, добро. Јас мислам содомијата во порно филмоите и тоа значи како педофилијата се те гарантира со одна жена. Не спомнавте никош педофилија, ние се оградуваме нешто од педофилијата, ништо не спомнавме во тој контекст. Ама и содомијата исто така. Улетавте друга предмет, не мога. Друго ми беше, мислам, ќе заборам уште малце што да кажам. Секој дел од општеството исто ги репродуцира вредносниот систем кој е поставен, исто и порнографија. Нема разлика. Одредени професии го репродуцират појки и одредени професии постојат за да го репродуцират општеството и уште не мислам дека порнографијата е таква. Ама она кое се сретнува во порнографијата и кое ни смета, или јас немам строг став затоа и нема да судам да зазеам страна, истото се случва и во сите други области, поизразена нормално пошто е сексуална тема, ама се случва и на сите страни. Се сложам исто дека женското тело е објектифицирано во најголем дел, многу подрастично поќе од машките, ама чисто нема да битно е да се спомни дека и машкото е објектифицирано како секс машина која треба да е секогаш достапна за секс, односно секогаш расположена за секс. Исто и околу потенцијата, исто и околу доминантност и сите работи. Некој не е доминантен напред, некој не е цело во секој момент спремен на секс и слично. Не викам ова, не кем да релативизирам со ова како жената и мажот се еднакво репресирани. Не, сметам дека жената е порепресирана, ама истовремено не ја отфрлам и на следната моја улога за вроден греф како машко, дека треба да одговарам за експлоатацијата на жените. Што не значи дека не треба да се солидаризираме. Само уште една кратка поента. Во однос на објектификација. Зарем спортот не го објектифицира машкото тело. А никаде не се водат моралистички дебати дали треба да постои спорт или не. Не само што го објектифицира машкото тело, туку во спортот имате легална трговија со луѓе. И тука имаме мислам, немаме сериозна дебата во однос на тоа. Има и други проблеми со тоа. Пак ќе кажам, значи тој ширење на контекстот само да се малце релативизира или амортизира експлоатацијата во порнографијата или објектификацијата. Па не. Значи не тука е глобално. Не, апсолутно. Експлоатацијата и објектификацијата е глобален. Мислам дека луѓето имаат право да заработуваат со своите тело. Или? Не знам дали на почетокот на службата јас реков сублиминалните пораки што ги носат секој порно филм.
и сублиминалните пораки што ги носи секоја реклама на заведување. Во однос на тие пораки кои што ни навлегуваат во подсвест, во врска со зошто денес сите познам многу девојки кои што направиле силиконски усти, познам многу девојки кои што имаат силиконски гради, затоа што во таа подна индустрија се нудат перфектни тела со силиконски усти и гради. Ама тоа се нуди во музичката индустрија. Да. Тоа го има помеѓу пеачките. Вие ми кажувате за пинк, па за тоа само... Не пинк, чекай, уопште не пинк. Еве нека не биде пинк, мислам, дури ова е, според мене, малку и овако, класно прашање. Па, добро, еве да не идеме со пинк. Ајде MTV да земе. Што мислите, немаат силикони тие? Епа, со шо се само криви пинк, овај турбофолкот и порнографијата? Па зато кажа каде е резката граница. Па нема резка граница, ова е малце класен елитизм. Ајде. Да, старите грчи, старите грдите ги пречекувале своите сопрузи од породика, заведувајќи ги или спарници, не знам точно, но има заведување и заведување. Кај порнофилмовите гледаме некоја vulgarizirano заведување, и Симон де Бовар се сликала гола во Њујорк, ама ја се докажала и со својот ум и не заведувала како што заведуваат. Прво, не знам, само те молам дај ми една минута реплика, пошто кратко не. Прво, Симон де Бовар и да не се докажала со собствениот ум, можела да се слика гола и е нејзино легитимно право. Не треба некоја жена да се докаже прво со својот ум, за да има право да се докаже со собственото тело. Може да иде паралелно или исклучно, не е проблем. А втора работа, има порноиндустрија која што не ги промовира истите патриархални вредности, има порноиндустрија која што ги промовира истите овие патриархални вредности. Прашањето е до нашиот избор која порноиндустрија ќе гледаме. Не секоја порноиндустрија ги проектира истите патриархални вредности. Сите мејнстрим, значи мејнстрим. Ако е мејнстрим не гледаме сите лов дека вести. Ама не е апсолутно. Да, дали извини, имам поета упајч. Шиндрева, значи, ја спомна сите. Значи, ако викам генерална слика за медиумите во Македонија, дали може да кажеме дека се лоши, дека се корумпирани? Океј, ама ти ке речиш, јас не гледам сите. Генералната слика каква? Дека се лоши? Океј, Не, тоа е се океј, ама ти не може да негираш потребата од медиум. Затоа што тука се лоши медиумите. И во таа смисли порнографијата. Да, мејнстрим се порнографијата има, ама исто така. Жените имаат апсолутно, не само што имаат апсолутно право, не треба да се срамат од тоа дека уживаат да гледаат мејнстрим порнофилми. И тоа не значи дека ако гледаат мејнстрим порнофилмови, од таму ќе излезат, ќе отидат со штикли на базен и ќе чекаат некој да дојде, што така ќе сметаат дека треба. Не, ние знаењата за нашето тело и сексуалност ги добиваме на илјадници други начини. Порнографијата за мене е прво најмалку проблематичен дел, многу поголем проблем ми е поп култура, модна индустрија и слично. Ова ти кажам ми е као последно. Второ, она што загрижува е што се уште младите девојки овакво се уште имаат срам и страф да кажат дека гледаат порнофилмови и живеат во истото. Дефинирајте што е тоа мејнстрим порнографија. Мислите на хетерополарна? Популарна, да. Поларна. Нема хетерополарно, има и хомополарна порнографија. Затоа машко женско или машки женско? Не, без разлика. Без разлика не е машко со машко или машко со женско. Сега мнозинството стана малцинство. Добро, окей. Секунда, Софија Падечко ти имаше реплика. Ајде. Вака, добро, ако ги земеме сите заедно и модна индустрија и поп култура и порнографија, јас мислам дека, например,
пошто и Ели го спомна тоа, банализирањето и исклучувањето, се исклучуваат меѓусебно љубовта со сексуалниот чин. И воопшто представувањето на телата, представувањето на уметноста, мислам таквата поп-уметност, веќе исклучува љубовта во рамките на тие порно индустрија и така натаму. Ако ги видиме текстовите на песните во 70-тите, и ако ги видиме текстовите на песните на поп-културата, MTV, дури Турбофолк, не знам, ќе имам поп на Балкан, како и да е, сосема други пристапи има кон човечките односи, љубовни, дали се веќе љубовни односите, и јас сметам дека порнографијата зазаде голема улога во тоа да се исклучителни љубовта со сексуалниот чин. И тука е проблематично заради тоа што премногу побарувачка има страна на машкиот пол, мислам, општо, значи, може би од женскиот, не знам. Мислам, го проблематизирам прашањето, не е нешто што јас ќе го потврдам со факти или нешто такво, така што јас сметам дека навистина се исклучуваат меѓусебно. И дека предпоставам дека човек што редовно можеби гледа филмови, порно филмови, дека навистина го губи концептот за близкост со човек, љубов, еротика, пишување поезија, љубовна, не знам, испраќање на девојка до дом, оние работи кои што, не знам, може би беа до 50 години овој стат, не ништо. Дали може да се базира на тоа, кога ќе сме во врска, колку често гледаме порно, кога нема да сме во врска, колку често гледаме? Да, и? Што тоа не ти кажува околу близкоста нешто на човек? Чекај, сакаш да кажеш дека ти кога стварно... Мислам дека Ама има теза, и промоција гледа порно? Мислам дека... Ја поишам. Добро, интересна тема. Сакам да кажам, нема, просто, знаеш зашто? Секогаш кога имате сексуален однос, секогаш кога мастурбирате, треба да се заљубите? Не. Не. Значи, ама не, не напаѓа мастурбацијата. Значи, добро, па на што ги на личност на бивша. Не е тоа стаја, сега тука некој да тоа прави теза дека бившата е сигурно на тоа. Не, сигурно не, има порнографија да кажам дека е многу поексплоатирачка. Имаше коментар. Ви сакаш да добавиш? Не. Мислам дека не се спојува. Збораме за врски, за ова зона, мислам дека ни една врска и ниту еден од нас овде досега не би постоел без моќта на заведување на жените, кое што е нешто фасцинантно. Меѓутоа и некои мажи го имаат тоа, мислам не навлегувам во тоа. Одам од аспект на тоа што мислам дека заведувањето на улица или во кафич или било што е сосема поразлично и дека можеме сите да го разликуваме од она што се случува на заведување на порнофилмовите. Мислам дека можеме да расудиме дека некој ако појде дома со алатот околу врата да му ја поправи цевката, сигурно дека нема, доколку некој го проба тоа, да мислам треба да е луд да го проба истото и да заклучи дека сето тоа е нормално. Мислам знаеме како ќе поминиме до заведување. Не сакал гледане како пример, греше на купота, положите отече. Како можеш? Завршите? Мала. Драган Паников. Две-три работи околу изборот, але немаш избор, за избор да имаш, треба да си слободен од да си слободен економски, да си слободен политички на многу начини. Не мислам има природно работи кои ќе не ограничуваат и во најслободно општество, ментални способности и слично, ма збораме за овие кои се производ на општествените околности. Како е концепирано општеството, тоа околу изборот, дали нешто избор, курац е избор. Тоа е една работа, втора работа околу мене, например, јас гледам порно и ми смета, барем во последно обрнам внимание на тоа, фетишизирањето. Како е фетишите кои ти произлегват од гледањето порно и слично и концептот за сексот, како ти се видоизменува. Ама то пак јас го мислам за самиот концепт на порно индустријата е рефлексија на концептот на општеството. Како општеството е концепирано, економски, значи консумеристички сите тие работи. Истиот концепт, мислам, на големо дека е вметнат и во порното, како и во многу други индустрии директно внатреш.
околу другите работи на пак ќе спомнам за објектификацијата. Порно гледат, ајде не сите гледат, скоро сите и гледат неколку пати, речеме било како, не навлегам во статистики, се реклами сакаш некиш околу тебе, бомбардиран си суптилно. Значи не мора ти да обрнеш внимание свесно во рекламата, ама суптилно ти делува на концептот и те конструира мислење и став, како треба да изгледа машко тело, како треба да изгледа женско тело, рекламите продават. Значи бомбардиран се од реклами постојано, таа е многу поопасна индустрија отколку порнографијата. Аз пред да дојдам на дискусија, гледав не. Тргнав со поинаков концепт за порнографијата, ама дискусијата ме инспирира да развлечам и други идеи. И јас мислам маркетингот е многу поопасен од порнографијата. Океј, ај вака, значи, поинта против порно. Сега инспириран твојот мод. Дали ќе се сложиме сите дека поп-културата, филмовите, музиката креираат естетски стандард? Да. А зошто не може да се сложиме дека порнографијата креира сексуален стандард? Како треба да согласуваме во секс? Сложно. Не исто? Да или не? Има влијание, Мислиш не, зошто не? Затоа што многу од тие ствари што се прикажани таму, се таму за да задоволат нечии фантазии. Затоа нечесто, зашто ти почна излагањето со да заврши со излагањето со тоа дека оствари порноиндустријата се сведува на мастурбирање, што е лошо. Не тука исто сега да прашам зашто заврши со таа тема. Не е лошо, туку ние се задоволуваме самите себе си, ама преку експлоатацијата на друг. Тоа е мојата. Значи, проблем со тоа што гледаш. Да, експлоатација, сметам дека е експлоатација. А сепак гледаш порно. Да. Дека експлоатација. Експлоатација. Океј. А и да не, дали то би бил дали мојот аргумент би бил помалку или повеќе тежок ако речем дека не гледам, а дали ќе сметаш дека тоа е сепак експлоатација? Ти си Џоџо како богат филантроп? Да бе барем. Океј. Имавте вие. Само јас ги бранам ставовите се против тоа. Приватно може да се правиме. Значи, овде слушнам два ставови, гостинката заставува став за порнографија, ти си против порнографијата, но значи дека имаме две опции, во дуален свет живееме, позитивно и негативно. Ако сексуалноста ја дефинираме како нешто позитивно, ајде да речам задоволување на некој нагон за обстанок, за размножување, што е позитивно, што е присутно во многу религии. Исто така и порнографијата е, да речем, присутна во многу религии, меѓутоа со некоја негативна конотација во смисла дека е задоволување на чувството за допир. Ние имаме стално потреба да гледаме нешто, да слушаме, да мирисаме, да се храниме. Порнографијата можем да дефинирам како задоволување на тоа чувство за допир. Многу пати, кога дискутираме за оваа тема, треба да разгледаме од кој центар доаѓа порнографијата, кој го стимулира, кој го финансира, дали има позитивни рефлекси, како што спомна Георги, или има негативни по општеството. Беше спомнато дека во антиката немало такво, да речем, изразување на порнографија. Јас ќе речем дека имаше. Помпеја, например, беше најпознат центар во стариот свет на порнографија, кој заврши многу лошо. Имало обратно на сват, имало, кажемо, видете ги фреските во Помпеја, керамичките садови, имало. Значи, тоа не е ништо ново. Дури на религиозен план можем да кажем дека оние столови во Египет, например во Карнак столов представува машки полов орган, или пред Римокатоличката црква Петар и Павле во Ватикан, исто тоа представува машки полов орган, и тоа е некоја врста порнографија. Меѓутоа треба да кажеме дека порнографијата е поврзана со блуд, а блудот има многу поголеми последици врз целото општество. Врз моралните вредности. Ова теолошка призма? Не. Од хуманистички гледам. Филмот што го гледавме. Филмот беше потенциран, да речем, како
критика на порнографијата, Лари Флинт беше гонет заради порнографија, меѓутоа тој се спротивстави на целото америчко општество кое беше во порнографија. Со војни, со непочитување на различни права, со дискриминација на луѓето, значи можеше да излегува Пентхаус, Плейбој, а неговиот вестник не можеше да излегува. Тој фактички застана против целото неморално општество, со тоа што ја искористи порнографија. Сега јас ќе прашам гостинката, доколку има керки, доколку немаат работа, дали би се занимавале, дали би сте дозволили да се занимаваат со порнографија? Инаку имам керка, мала е уште да одбира професија, ама мислам дека со такви емотивни стапици нема никаде да стигнеме. Моите деца, имам керка, имаат право да носат избори за својот живот. Јас ниту смеам, ниту можам да дозволам или не дозволам на полнолетно суштество што го прави. Дали ако ве праша, би сте му рекле, може да се занимаваш? Дали бисте им дали потврден одговор? Моја работа како родител, мислам, не знам ни колку е во ред сега да зборувам за моето родителство, е да создадам контекст да моето дете носи обмислени избори во својот живот. Да знае, да носи информирани избори во својот живот. Да знае да знае да примери што и колку и каде се придобивките, што колку и каде се негативностите од една работа. На крајот, ако ова можеме да го прашаме за било која работа. Може би јас би била најсреќна да мојата ќерка биде првата жена председател на Америка. Ама, се како да ти кажам? А зашто не на Македонија? Да поинаква Македонија. Да поинаква, да. А една проститутка или една порноактер како заработка, пример, не знам, са 5-10 милиони, така? Заработка 5 милиони, 10 милиони, така? Ете, ние да се заеме тука како нормални луѓе што заработуваме, што живееме секојдневно сите тие работи. Колку време ние сите овде нормални луѓе, зборам за нормални, не зборам за луѓе што работат, што земат нечесни пари, зборам за плата елементарна што е. Колку ние луѓе треба да живееме, да засработиме толку пари, како таа една жена што сработва. Од таа е сепак еден човек од коски, од месо, од крв, јади, пие сите работи, ние ќе правиме и таа ги прави. И прашај за антиберем. Збораме дека таа за еден кус период не е како фудбалерите, што кажам, бенефициран стаж, се му се знае. Од толку до толку и после таа не може. Дека заради толку многу пари, што например милиарди, милиони жени не можат толку пари да заработат за нормална работа, ова жената заработва. Кој ќе видиш за некоја работа, може во ред да е. Оти за кус период сработва пари многу и може да ужива до краја на живота, има некој цел живот работат, ништо не може да направи. Како многу овдека што се види во државичката наша. Драга? Високо. Дека е општо. Сам спомна со спортот, ќе спомнам со спортот и со актери, со Холивуд и редови, кои заработват илјадници пати повеќе него што може било кој од нас. Не е само во порно индустријата. Нико? Еве крена така, Шеј. 2011 година. Пише да тој думе готово. Значи не треба како се роѓа човек. Има да влијание околина. Океј, Никола па после се. Сакав да се надобрзам од неколку пати луѓето се навратија на тоа земека жената била третирана како објект, објектификација и сето тоа. Јас и на двата пола мислам. Добро, и на двата пола седно. Јас например бидејќи доста често читам и за БДСМ културата, некогаш и не е проблематично во самиот секс и во самата порнографија некој да биде објектифициран. Барем јас не го гледам тоа за спорно. Не е објектифициран, туку е субординиран. На општа согласност. Јас стојам на ставот дека не се тоа сведувањето на тело не треба да се гледа нужно како објектификација. Добро, да, тоа е повод. Добро, Софија? Јас имам и заедно со музиката, по целата поп-култура и порнографијата, порнографските поглед, сметнам дека да, најголемиот проблем е стандартизирањето.
Значи не е проблемот за прикажување на сексуални чинови, не знам какво. И сами го спомнат тоа смешно сценарио и сето тоа, значи, чудни некои работи се случуваат или не знам што. Стандартизирањето самото по себе може би е најголем проблем тука, заради тоа што пак се набаѓаме на антиката или на не знам што и на тие такви керамички садови и на фреските. Таму немаше и на оргиастички култови, и на фалусни поворки, мислам, познато се дека не мора, нели, во чест на богот Дионис се спрема на фалусни поворки, шетале жените. Значи имало и култови оргиастички за Афродита, така што немало стандартизирање која жена требала како да изгледа. Или кој како требало да изгледа и како треба да се однесува, или колку треба да е нашминкан, или не знам како треба да облече. Не е точно стандард за убавена постојата кога постоја. Не, во учествување на... Не е важно. Ниту па во порно индустријата се тие овако. Знаете колку порно филмови има со жени кои што не изгледаат? Жанрови се. Милиарда жанрови има за секој различен. Ма жанрови? Не. Вие спомнате само многу богата порно продукција може да се дозволи девојки кои што изгледаат така. Постои таква продукција сериозна, квантитет кој што се... Со девојки, има со стари, со животни, со се... Говори се човек, има разни жанрови. Не зборуваме за жанрови. Како не зборуваме за жанрови? Тоа исто е порнографија. Ти си видел во поп-култура, во музиката, жанрови на кои што им е дозволено, кои што се специализирани за, не знам, дебели жени? Не. Историјата на сlikарството... Овде имаш поголема телесна слобода отколку во другите. Не, апсолутно мислам дека тој аргумент дека порнографијата диктира естетски стандарди не естетски, јас не. Во однос на сексуални стандарди, да, затоа што знаеш која е мојата теза? Дека не постои сексуалност која што е вродена, ниту сексуалноста е биолошки детерминирана или врежана во нашето ДНК. Ние не се раѓаме со сексуалност, ние не можам да ја сведам дека нас не водат инстинкти за размножување, затоа што ние имаме сексуален однос без цел да репродуцираме. Во таа смисла сексуалноста и како е културно и социјално конструирана. Дали порнографијата има дел улога во тоа? Апсолутно. И многу други работи. Не се слушам со твоето дека сме родени без вродена сексуалност. Напротив, родени сме со вродена сексуалност и различна. Научно е докажано дека жените имат еден вид на сексуалност, мажите имат друг. Кај жените постои докажано. Научно докажано. Најнови докази. Автордата сама се референцира кога се посочува на докази. Да не спекулираме за научни докази. Сега тука спекулираме цела време што правиме. Се докторски дисертации. Женската сексуалност е склона кон полигамијата, а машката кон моногамијата. Ова е научно докажано најмногу. Ова е ваш став. Кај мнозинството мејнстрим вие што го викате. Кај хетеросексуалност. Ке дискутираме за полигамијата и моногамијата во некоја друга дискусија. Фала, Ели? Како е стандартизирана женската убавина, кога ите како е стандартизирана. Порано на уметничките слики гледавме како полнички жени. После тоа беше на 60-тите години беше на мода твид. Па да, тој го кажа дека е стандартизирана и тој стандард за минува. Значи стандартизирана. После тоа дојдоа манекензите со 90-60-90 и сега полнички едноставно се облини како што е Ријана. Мислам дека порнофилмовите се толку многу гледани, што таму пред се стандартизира женската убавина, па после тоа речи... Вие кажавте, спомнавте Ријана. Ја спомнавте Хајди Клум, која е таа. Една порно глумица, секој од вас да ја прашам која што внесува стандарди за убавина, нема да знае. Знаете ли една порно глумица по име и презиме? Како е? Никој не ни проектираше историја на порно глумата, ќе видевме кои се. Значи, постарите ли се сетат за Тереза Орловски? Така.
за ова што беше пратеник во парламентот Чичолина. Па ќе стигнеме до овие работи. Озбилно. Ако сега имаш на интернет и Джоджоко го направиш овде да отвориме само колку жанрови има. Дебела, слаба, стара, млада, азиатка, ваква, таква ќе видевме дека нема никаква врска со женското тело. Многу повеќе овие што ви кажат, еве да ви кажам порно. Вие знаете една да наведете порно. Не. Силвестер Сталоне почне како порно звезда. Мерлин Монро почне. Нема да ми го бремеш коки. Што сам да кажам дека, смислам дека женските не треба да се надпреваруваат со тие порно стандарди што ги. Јас мислам дека ги само не треба да се воспоставува комплексот на пониска вредност, или јас не вредам толку колку што мојот партнер мене ме замислува. Многу сметам дека тоа е притисок. Стандардизацијата на женското тело мислам дека повеќе излегува од естрадата, отколку што е од порноиндустријата. Во порноиндустријата, во 3 различни клипа, никогаш нема да најдете во 3 тие клипа жената да има големи гради или било што. Во 10 од 10 клипа на естрадата има жена со големи гради. И тоа автоматски му се врешва на луѓето од естрадата, мислам, апсолутно е оттаму иди стандардизацијата, а не од порноиндустријата. Имав, ако нема никој ништо, се спомна музичката индустрија и филмската индустрија дека се исто доста напорни, исто експлоатирачки, ама сите исповеди, посебно овие поголемите порно звезди, кажува дека сите биле манипулирани на почеток. Зборувам за дојди во Лос Анџелес, ќе станеш модел, ќе те сликаме и веќе во тој момент кога тие прифатиле, тие биле манипулирани. Значи од модел. А не е тоа симптоматично? Не мислиш дека понекогаш жените се ставени во жртва да ги правдаат своите избори? Јас не сум тоа точно. Мислам, може да е. Ама мораме да направиме стварно сериозна граница помеѓу, не знам, принуден секс, силување и слично и индустрија. Не викам дека тоа треба се толерира, но мислам дека ова баш симптоматично и добро што го спомнам, дека жените треба да се правдаат за своите избори. Сега да направиме експеримент, да прашаме кој од тука девојките гледа порно и да прашаме кој од тука од мажите гледа порно, да дигнат рака. Ајде. Ајде, кој од девојките гледа порно, што се во публика? Како не? Кој гледа? Жените во публиката колку гледате порно? Жени, само жени, да. А девојки не? Девојки имат гледат. А од мажите колку гледат порно? Да. Не гледаш? Ама кој мажи? Жените мажи. Процентуално да гледат. Нече да сите мажи ги гледат, па дури и оние што може би не гледат, пошто има луѓе што не уживаат. Тоа е докато дека имаме различна сексуалност. Јас што се дека големи луѓето што не е кренале рака гледаат порно се срамат да го кажат пред луѓе, имаат апсолутно право на тоа. Спироманина, значи дека како и да е, тоа е тоа, ние сме научени да се правдаме за собствената. Тоа е знак на различна сексуалност. Она што ви каже. Не, тоа е разлика на половите, тоа е показател за двојни стандарди. Повели партија. Сакам да ти кажам дека тоа не е дека жените, глумиците, дека нешто се кајат за тоа, дека биле приморани. Напротив, има барем 5-6 документарци, пензионирани порноглумици, што супер си помина, се беше нормално, како обична професија. Тоа треба да се видат, јас ги имам спуштени сите до крај, ги немам догледано, тие досадно да се гледат. Ама озбилно ви викам дека голем дел од се надопълна. беше тврдат дека тоа е една професија, зашто не? Па е постоен гениален филм на овој големиот мајстор, како се викаше, Пол Томас Андерсон, Боги Најц. Кај што цела таа работа се одвива најнормално, никој не е приморан. Туку во таа индустрија живеат луѓето. Јас го сваќам дека вистина е така. Ќе е најнормално. Бидете сигурни, јас сум, вие што ме познавате, театарски режисер. Слична е работата и со
глумците во театар, заради тоа што тие нешто друго играат на сцена или во филм. Не се себе си. Што е битно, дали е телото или својот став или да не речем душа или таква работа за значи. Мојот ми е тие документарци кои се видат, ќе стане јасно дека не е толку смртоносна таа работа, дека некој сосила ги примерува 100% постои огромна индустрија за продавање на деца особено источниот на западниот свет. Ама порно индустријата во Холивуд, дека не мислам дека тоа е некој криминал. Има доста... Само се да дополнам, има една позната филмска звезда, еден глумец, не го знам кој, чија ќерка е порно звезда. Не знам, не ми текнува името, и та се гордеј што е порно филмска звезда, и татко е не знам колку пати се обидвал да ја врати назад, има милиарди пари татко е, не знам кој беше кој. Лоренс Фишбан, Морфеус од Матрикс. Се обидвал да ја врати, не вели уживам во работата, не сакам вели. Си ја сакам работата, не сакам да се вратам надолу. Се надоврзам дека си во право, точно. Не се сити исклучоци, ма јас мислам што уживат во работата, така. И тие најдалеку стига. Професија и не треба така, професија точно за таа. Лога во контратежа. Точно. Поголем дел од Европа тоа е легализирано, си работа. Не само жените. Не, и кај нас е легална порнографија. Се еднакво исто, да речеме, експлоатирани, да. Тут не на згорна кури. А какви се последиците од ова порно индустрија врз масите, врз народот? Пошто тој спомна, рече, порно индустријата спомна тamo нешто криминал. Тоа е исто како воената индустрија која произведува оружје, вади профит, а тоа оружје некаде мора да припука и некој да загине. Па јас не мислам дека убила некој порно индустрија. Или барем многу минорни случаи, добри старт односно доживување на Веќе читаат Дорно и другите мислители. Или силата убива. Алтисер и другите што кажуваат тоа. Па силата не убива, пошто се третира во денешно време, во 21 век, со трувада и CD4 антитела, така што и тоа не е точна информација. Но истина ми викам, дури во мејнстрим филмовите гледаме дека нема шанса да се сними порно филм без документ што е издаден минимум 3 дена пред сцената од доктор. Не мислам дека е така Джоджо, дека специјални доктори се. Туку дека реално тие мора да имат сертификат од пред минимум 2-3 дена. Зависи каква квалитетна е јавната куќа или продукцијата на порно филмот. Дека мора да имат документ дека тие се како што треба. И заради тоа се е поскапо и поскапо јавната. И поквалитетно. Не се сега квалитет, Джоджо имаше филм. Каде? Чекрика има. Некој да се слушаме. Не, добро, ништо ова беше. Комично нешто, ама го знаеш, добра серија беше. Ова е интернет. Добро, кој имаше нешто? Ме праша за мислителите, од модерните мислители, се Умберто Еко имаше, се почина имаше одличен есеј како да препознаете порно, кој што исто така го критизираше доста порното. Ноам Чомски е доста голем поборник против порното. Наоми Волф, исто да ме викам, е голем поборник против порното. Тие се некои модерни мислители, што ми текнуваат сега. А од постарите, јесната франкурската школа, Алкузер и слично, тоа веќе немаше таква вид на порно и немаше таква критика. Иако тоа може да се сврзи со тоа што го предвидува за културната индустрија и тоа што го зборува на почеток. Не знам, јас само еден мал мој заклучок. На крајот на криштата пак со самото име што е индустрија е уште една капиталистичка форма што вади сериозно многу пари на грбот на некои други на некои чудни можда начини, што не се почудни ништо ни од воената индустрија, ни од текстилната, ни фармацевската, ни нафтената, ни дрнарњариња, не знам која индустрија, значи пак уште една капиталистичка форма на Тоа е точно. како да се извадат пари на некој начин, некој да се богати, а сите го правиме, ама тоа е точно. Само на некој. Ама пак е во таа смисла, тоа е точно. Тоа е индустрија и пазар
Така да како што ние критикуваме текстилната индустрија за се тоа што го носи. Ама тоа ми беше мене аргументот со ова за абортусот. Единствената индустрија која што се обидува да се забрани во некои земји забранета со закон е порно индустријата. Војната индустрија никаде не е забранена со закон, а веројатно и тежи повеќе и има пострашни. Добро, например, Швајцарија не сакаш од нас да купи, не знам, од нашата текстилна индустрија. Така што ако го буткате капитализмот, нема да порнографија да почне. И работната рака била преевтина, изманипулирана, затоа не сакала да купи униформи за, не знам, да и правиме ние за, значи има некој. И цела, не знам, источниот свет не гледа, или вајда не гледа, не знам, се затворија и уште се увојни, како причина едно од многуте други тие. Меѓу нафтената, мислам дека тој цел джихад се бори меѓу нафтената индустрија, војната или не знам кој превласти ги има, тоа е уште една причина кој што исламот, да речеме, од тој дел се затворил од тој основ. Ама може кратко да се мислам дали да се включам. Значи станува збор дали порно индустријата е исправна или не. Вака со едни кратки прашања, ако дозволите, што нема да ги одговорите ниту јас, секој за себе нека ги одговори. Направите споредба со текстилна индустрија, нека биде така. Значи, имаме избор, спомна малце, Ѓорѓи Стреќа. Имаме избор, текстилна индустрија, порна индустрија. На нашето дете, што ќе му сугерираме право? Текстилна или порна индустрија? Не мора да одговарате си сами за себе, како јас би направил. Кај би ми било помилно да го видам детето вам во порна индустрија, кај што ме потупари, или во една текстилна индустрија, кај што ме помалце пари, со сите позитивни и негативни страни. Одам понатаму. Значи, овде ќе видиме дали стварно ја сакаме ние порнографијата. Дали ќе ми биде мило да ја видам сестра ми во еден порно филм. Одговорете си вие за вас. Или ја како ова е етичка дилема, ова. Борет, ама не е седна. Или дали ќе ми смета сестра ми да ја видам во текстилна индустрија. А овде ќе ми смета. Или да ја видам мајка ми. Така. Исто и за вас прашањето. Дали ќе ви смета да видите мајка ви на во порно филм? Дали ќе ви биде седно? Ма сите женски сродници ги кажат таа машина. Да, јесто ги. А татко наливте вода. А татко тако видиш убој, тато супер, тато тоа. Јас може малце Само да се докаже што се капира. Значи, мене ќе ми смета ако ми ги видам во порно филм, а нема да ми смета во текстилна индустрија. Исто, сега истото. Значи, за синот, за таткото и за батото. Нема да ми биде седно да ги видам така. Вас, значи вас и на сите ни, ако вие седно, тогаш е оправдана порнографијата. Ама ако не ви е седно, тогаш да го бараме причината. Зошто не е седно и дали може тие индустрии да се поистоветат. Ова што е текстилна индустрија, војна индустрија или што ти знам проектантско биро со порнографија. Ако емоциите ни се исти во сите, тогаш е во ред. Ама ако се сомневам дека ќе ни бидат исти, нема да му речи на детето или да го стимулираме, кај што има повеќе пари во порна индустријата. Абсолютно не се исти емоции. Апсолутно се согласувам. Нешто Ама не е тоа дека значи прашањето е кој креира вредности судови за тоа што е морално исправно, а што не. Значи ние не се раѓаме со тие, сакам да тоа не се биолошки предодредени вредности и ставови. Ова, извинете, во овој контекст култури, мене ми е јасно дека е срамно да се биде дел од порно индустрија, а не знам, не е срамно да се проектантско биро. Ама тоа не значи дека е тоа единственото исправен вредностен суд. Има предност, има предност. Но предност има цивилизацијата не може да се базира само на мислење на малцинство. За некој е тоа идеално, нема не смета. Што мисли мнозинството? Покрај толку години на порна индустрија, што мисли мнозинството? Па сега мнозинството е било. И зошто мнозинството е против тоа? Зошто се мислам дека се обидовме да го одговориме тоа баш на почетокот.
братата да го видат тази порнофилм, значи би ми било по-малко или въобще не би ми сметало. Ти се гордиш? Добро, може нема да се гордиш, но онака нормално. Сестрата или майката би било проблематично. Значи пак она женското. Не, спомнах двата. Спомнах и двата по. Да, ама отколко го коригирам. Да, отколко коригирам. Значи не е точно дека сакам да кажам дека тоа не е исто. Добро. Не дека наметнати се некои работи. Што е почитно да ви ме коригираме? Не, затоа што е лицемерно. Знаете зашто е лицемерно? Ако постои индустрија која што продуцира во квантитет секојдневно толку порнофилмови во услови на пазар, автоматски знаеме каква е публиката. Значи знаеме дека има сериозно борба. А ако тргнеме од фактот дека голем дел од луѓето се оние кои што гледат порнофилмови и заради нив се продуцираат, тогаш е стварно лицемерно од таму да доаѓаат етички или морални дилеми за тоа кој треба да... Јас сакам да ги имам, ако може моево потесно сродство да не биде таму. Е лицемерно? Е така, така е. Така јас се согласувам дека е така. А исто така кажувам дека тоа се обидовме професија. Затоа што е сексуалноста проблем, како не ја докажам? Ние секој кој што ќе лапа тендери, го кажете. Ќе лапа тендери од влада, никој нема да му каже се срамам, него ќе каже браво, браво си, царе. А онаа жена која што... Тоа има последици? Какви последици? Еве ги гледам супер им, имаат вили на вода, вие ги гледате сега привремено, јас сум гледал многу луѓе луѓе, ама сега ги нема. Секунда, има вакавки. Имате збор, има реплика човек. Ке добие збор. Значи уште едно кратко прашање. Сега од име на тоа, на последиците од порноиндустријата, актерите. Дали се исти последиците на тие актери таму и на текстилните работници? Како тие понатаму се снаоѓаат во животот? Дали е направена студија? Јас не знам. Каков им е бракот на нив? Имат ли тие брак? Може да тие брак заостари? Бракот е опционална работа. Ама кажи ли... Како тоа има врска со квалитетот на живот? Бракови имат тие актери, стабилни и цврсти, Ама како стабилен брак е оваков критериум за квалитет на живот? Знаете зашто се? Ако вие употребуваат, не знам, кокаин, хероин или различни јапчиња мажите за потенција, во текстилните фабрики жените секојдневно се на седативи и диазепами за да може да издржат притисокот кој што го чувствуваат и бројот на работни часови кои што го поменуваат за да заработат 4000 плати. Да, помалку од 100 евра. Затоа што ќе му сугерира да наредите таму или ваму? Добро. Таму каде што е среќно. Мене ми е важно моето дете да биде среќно, а што? Ами добро, да немам друго прашање ќе ми малку. Пак ќе речам, дали има анализа каков е животот на тие актери понатаму? Има различни примери. А ти каков е животот на текстилните работнички, знаете? Мизерен, тежок, ужасен. А каков е на овие? Исто така. Голем дел од нив е тежок. Зошто? Заради тоа што го кажа дечкото што седеше тука. Тоа дека имаме индустрија во која што работниците се експлоатирани, ќе имаме работници и работнички кои што ќе имаат мизерни животи. Тоа не е прашање на порноиндустрија, тоа е прашање на секоја индустрија. Океј, Драган. Овој да пробате ова да го представите, не може да видите. Може. Искрено во себе. Добро, тоа е вашиот став. Драган? Околу ставот со мнозинство и малцинство, па не постои поабсурдна споредба, мнозинство или малцинство дали ќе оправдува. Ако мнозинството нешто оправдува, не мора значи дека исправно. Па не мора ни обратно, фала Богу. Јас не сум да наметнува ни малцинство како денес, ниту мнозинство. Се едно мнозинство и малцинство не може да биде критериум за етичкиот контекст на некоја работа. Околу син, керка, брат, сестра и слично. Јас имам сестра, не ќам да ја видам во порноиндустрија, ни мајка. Не ќам ни татко ми, ама ми е помалку, би било помалку се едно. Да. Татко ми кога би бил, не би ми било баш исто како да е сестра ми например или мајка ми. Многу поинак.
заради перцепцијата која е створена генерално, дека е срамотна професија, особено за женско срамотна професија. Затоа што значи, јас не оправдувам лишена од можноста, зашто беше експериментот? Женската сексуалност секогаш треба да се правда и крие. Со машката треба да се Например, колку луѓе кренавме рацовно од машки. Не кренавме дека сме премногу еманципирани, туку дека е едноставно гордост дури машко да гледа порно, пошто и сме го дискутирали во особно и слично. А женско, да, срамота, а за женско, јас напред другарки кои ги имам, а се еманципирани поприлично, во принцип велат, па не гледам или малку гледам или слично. Пошто се стигма, па јас некој што се гледам. Не, ете, јас не го мислам тоа, не гледам ракавот и мислам дека е девек јас сум. Не, ама општо... А туку дека е најнормална работа, да, најнормална, дека сите го правим. Да, за машките, ама за женските не го гледат тоа така. Океј, земе завршни коментари по ти. Да го надополнам Менде, во врска, бидејќи стана збор за порно индустрија, пазите, порно индустрија. Дали сакам да го видам мојот некој најблизок, татко, мајка, брат, сестра. Морализаторски. Не, морализаторски. Аргументите мајка, татко, брат, ја исто, ако дебатираме, ама ги слушнавме 6 пати. Не, ова не го слушнавте. Ајде, не го слушнавте. Ова не го слушнавте се што кажа. На една страна моите се најблиски, татко, мајка, брат, сестра или син, ќерка, невработени, а на друга страна од порно индустријата ги викат да работат таму. Али не мора секој да види порно звезда. Го вика да види камерман, шминкер, да пушта музика, кара вентилатор да држи, да знам шо. Шо сега кажете ни? Го кажа Мендова, не го кажа. Видео на порно звезда сакате да видите. Значи вие во ред да работат во камерман. Тој нека работа парното, често да се заработа пачеве, отколку да види. Кратко да се надобрзам на некои гостини. Тоа ти спомна патриархално. Ние не сме патриархално општество. Чекај. Ние сме во форма патриархално, а во стварност матриархат. Жените наредбат. Сакам да спомна нешто во врска со го спомна пред мене, тоа дали би било добро мажите да видат или жените да видат учеснички во еден таков порно филм, и тој нешто спомна дека жените не би било добро да видат, поготово наши родини, во таков порно филм. Според општествената перцепција. Во однос на општествената перцепција. Сега да се надополнам. Тоа е факт дека кај многу божечките религии во храмовите имаше проститутки кои служеа на одредени богови. Во едно божечката религија забрането е и за мажи и за жени учество во проституција, во порнеја, односно во блуд. Сега, ние викаме дека добро е некој другар пријател да учествува во таков порно филм, ако е брат, сестра, односно сестра, жена или мајка или не знам што, да не учествува. Тоа заради тоа што ние живееме во едно атеистичко општество 50 години, каде што се мислеше дека мажот е доминантен. И од тоа ние имаме тие последици. Меѓутоа патриархално општество не може да каже дека е нашето општество. Јас мислам па дека денес сите ги трпиме последиците од христијанството, од она што христијанството да се го има направено врз човештвото, како терор и ама кај водиме со тоа. Да, за тоа ми е маве. Па и не многу, перцепцијата општо од тоа е и од религијска основа, околу сексот и слично. Во моментот ја спомнавте религијата, особено монотеистичката, како прогресивна во однос на проститутите. Не, некој дека кај еднобожечките религии забрането е монотеистичка, не е еднобожечка, е монотеистичка. Значи, го спомнавте тоа како вие не го искажавте така, ама главно требаше се добие впечаток како види колку е прогресивна, пошто проституцијата, да, ама и го деградира сексот. Да се срамат луѓето од сексот. Како деградира сексот? Библијата. Наредба на Бог е да се множите, ама да се множите само како репродуктивно средство. Ама тоа е репродукција, да. Но должност. Да, бе, да, како репродукција. Па и биолошки. Ама и успут. Тие сексуалност е третират само еволутивно, како она, а ние се против еволуција. Не, ама така не се го христијанство. Ако нема некој друг коментар, да кажам уште нешто. Само за ова. Порно индустријата или порно културата тоа некоја се разводно се испрепретува меѓу себе.
Што е најтрагичното од сето ова? Најтрагичното од сето ова дека ова е една површна инстант култура и најтрагичното од тоа што сегашната младина и сегашните млади се повеќе и повеќе ги прифаќаат површните критериуми. Не само на порно индустријата, порно културата, и на музиката, и на сите видови на култура. Тоа е најлесно, најбрзо оди. Тоа е најтрагично, мислам, од целата дискусија. Фала ви. Ирена, фала ви што издржа.